Спорот за името и последниот предлог на Нимиц на средбата Бан Ки Мун Самарас. Грчкиот премиер демонстративно си заминал на прашање на македонски новинар. Спорот со името не е во фокусот на американската администрација, порачуваат дел од експертите. Интересот и иницијативите од Буш не може да се очекуваат од Обама. Букурешкиот договор 100 години потоа, за дел од историчарите, последиците од него се видливи и денеска. Ако Србија ја спроведе во дело заканата за контрамерки, ќе се загрози извозот на стратешките македонски производи. Саботно интервју на 24 вести. Почитувани, ви посакувам добар ден, ова е централниот дневник на 24 вести. Еве што друго издвојуваме. Помина стравот од терористички напади. Соединетите американски држави повторно ги отвораат амбасадите, спорен конзулатот во Јемен. Ескалација на настаните во Белфаст. Се судрија демонстрантите и полицијата. Има и повредени. Албанскиот премиер во заминување одби да председава со конститутивната седница на албанскиот парламент. За Бериша, новото собрание било создадено со пари од дрога. Австралиска политичарка на подсмев мисли дека исламот е земја. Спорот со името и последниот предлог на Нимиц биле на дневен ред на средбата меѓу грчкиот премиер Самарас и генералниот секретар на Организацијата на Обединетите нации Бан Ки Мун. Самарас демонстративно си заминал на прашање на македонски новинар. Спорот со името последниот предлог на медијаторот Нимиц, како и кипарското прашање, намаса на средбата на грчкиот премиер Адонис Самарас и генералниот секретар на Обединетите нации Бан Ки Мун. Според информациите на државната агенција МИА, Бан Ки Мун побарал од Самарас интензивирање на преговорите за да се најде решение за спорот со името. Самарас во изјавата конкретно не го спомена спорот. На средбата со генералниот секретар на Обединетите нации разговаравме за различни прашања кои, би кажал, се од глобално значење и познати прашања што ја засегаат Грција. Имавме многу плодна дискусија и ова беше можност да му ги објаснам на генералниот секретар грчките ставови и мислења. Сепак, кога на грчкиот премиер му било директно поставено прашањето за спорот со името и последната иницијатива на премиерот Груевски за седнување намаса на повисоко ниво, Самарас демонстративно го одбегнал одговорот. Because you refused the meeting with the Macedonian Prime Minister Gruevski? Prime Minister? Од Обединетите нации нема најава за тоа кога може да се очекува следната рунда поврзана со спорот за името. Грчките вестници пак денеска пишуваат дека Самарас е многу среќен по американските средби и резултатите од нив. Провладиниот Катимерини подсетува дека Самарас и неговите помошници исто така биле задоволни што председателот на Соединетите американски држави укажал на тоа дека Грција може да биде корисен партнер во југоисточна Европа и пошироко. Според извори на вестникот за време на средбата во Белата куќа, Самарас предложил Грција да биде домаќин на следната рунда прелиминарни мировни разговори меѓу израелските и палестинските представници. Балканот не е приоритет за САД, порачуваат дел од експертите. Посредбите на Самарас со американскиот претседател и администрацијата не очекуваат засилен американски интерес за спорот со името. Балканот е комплетно надвор од агендата на Обама од почетокот на неговиот мандат и тоа има врска со трендовите во американската надворешна политика по 2001 година. Значи тоа не е ништо ново. За да видиме дали САД, конкретно администрацијата во Вашингтон, ќе се ангажира повеќе во врска со овој спор, треба да ги споредиме двете соопштенија од средбите кои ги имаше грчкиот премиер во Обединетите нации и со американскиот председател. Значи, за време на средбата со Обама, Самарас практично не го разговарал македонското прашање, односно проблемот со името, барем според медијските извештаи, додека тоа било една од поглавните точки на ниво на разговори со Бан Ки Мун. Значи, ако во Обединети нации разговарате, а не разговарате со американската администрација, мојот впечаток и заклучок би бил дека американците би имаат делегирано тоа прашање повеќе кон ЮН, каде што беше присутен на средбата и Метју Нимиц. Значи, не на ниво на американска администрација, туку е делегирано објективно од аспект на политичката сила и влијание, но од пониско ниво
на ниво на генералниот секретар на Обединените нации, кој е обврзан, впрочем, со резолуциите од 93-та да се интересира и да рапортира за преговорите. Пред самитот во Букуреш во 2008-та бевме сведоци дека тогашната администрација на тогашниот председател Буш директно се зазема за решавање на спорот за Македонија да стане членка на НАТО. Тие златни времиња заминаа дефинитивно за Македонија. Ние најверојатно во следниве години па и децении нема да видиме таква лична посветеност на некој американски председател, бидејќи има други интереси, реков, стратешки сосема на други локации и региони во светот, а председателот Буш беше и лично врзан со тоа прашање и со прашањето наречено Македонија. Конечно знаете дека неговата прва одлука во вториот мандат беше признавање на нашето уставно име. Значи ние ќе мораме да се навикнеме, барем би требало да бидеме навикнати на тоа уште од порано, ако до сега тоа не го направивме, дека ќе мора без директна американска интервенција да го решаваме проблемот со името. Поточно во форматот одреден од Обединети нации и преку американскиот посредник. Значи, јас не предвидувам поголемо вклучување на американската администрација од ова што е сега, а ова што е сега е само символично. 12 години од загинувањето на бранителите кај Љуботински Бачила. Нов инцидент со оштетено возило во Грција. Лекари специјалисти од Скопје ке лекуваат низ градовите. Сто години откако со потпишувањето на Букурешкиот договор се подели етногеографската територија на земјава меѓу балканските држави. Историчарите порачуваат, последиците се видливи и денеска. Точно пред 100 години, Македонија за прв пат во историјата беше поделена и распарчена од соседите. Историчарите за 24 вести велат дека македонскиот народ со тој договор ја изгуби перспективата за единствена македонска држава. Македонија прв пат во историјата беше поделена, и тоа од соседите, од 4 соседи, во Букурешт од 3, а еден дел потоа им беше даден 1% и повеќе од територијата на Албанија, кој подоцна малку се прошири. Македонскиот народ со тоа ја изгуби перспективата за единствена македонска држава, единствена територија и единството на народот го изгубивме со поделбата под различни власти на соседните држави. На Букурешкиот мировен договор Македонија беше поделена, распарчена, а македонското движење кој што беше движење на македонскиот народ практично беше поништено во сите негови поставки, целите неговите цели беа формирање македонска автономија, добивање слобода, можност за културен, економски и друг развиток. Меѓутоа сето тоа беше со Балканските војни и Букурешкиот мировен договор негирано, згазнато. Ревидирање на Букурешкиот мировен договор не е можен бидејќи се работи за меѓународен договор со трајна вредност, сметаат експертите, и по одминати 100 години од овој договор за Македонија нема ново влијание. Се работи за меѓународен договор и тој има трајна вредност. Меѓутоа, бидејќи еден дел од поделената територија во времето на Втората светска војна со собствена борба издејствува своја независност и со своја армија го ослободи вардарскиот дел на Македонија и создаде Автономска Македонија, која беше признаена, тоа значи правно верификувана, и од владетелката на овој дел, тоа беше Србија. Со тоа е нарушен самиот Букурешки договор. Од никаде тоа прво не постои таква клаузула. Спротивно, оние тајни клаузули од Букурешкиот мировен договор, што сепак со објавувањето на комплетните документи из негова виделина, се однесуваат на
договор на победниците во Втората Балканска војна, дека доколку Бугарија не ги спроведува нив, другите можат да ја нападнат. И Бугарија подосна беше дури загрозена да биде и она нападната и распарчена. Во знак на револт во вчерашниот ден со палење на копиите од Букурешкиот договор, групата Македонски манифест го демонстрираше своето незадоволство. Иницијативата за палење на Букурешкиот договор беше покрената по повод 100 годишнината од подпишувањето на мировниот договор, со кој територијата на етничка Македонија се подели на Егејски, Вардарски и Пирински дел. Либералната партија денеска преку соопштение реагира на вчерашните иницијативи на невладини организации и групи, како Светски македонски конгрес и Македонски манифест, и нивните повици за прекин на преговорите околу спорот за името, како и оние по повод 100 годишнината од Букурешкиот договор и бара од владата да се огради од нив. Како што велат од партијата, со огледот и некои од овие организации биле или се предмет на буџетска поддршка, молкот на власта ќе значи дека таа и владеачката ВМРО ДПМН, како и нивните коалициони партнери, се премолчани партнери и поддржувачи на тие активности. Според Либералната партија, ваквиот впечаток може да ги влоши преговарачките позиции на Македонија во спорот и да создаде атмосфера на владино покровителство за надворешно политички авантуризам, што може да предизвика долгорочни последици по внатрешната стабилност. Неколку илјади македонци од Мелбурн денеска излегува пред Викторијанскиот парламент на мировен протест против поделбата на Македонија со Букурешкиот договор. На крајот од протестот, како што велат македонците од Мелбурн, бил запален и прогласен за ништовен Букурешкиот договор. Протестот поминал во најдобар ред без ниту еден инцидент. Случајните минувачи се прашувале зошто е овој протест на македонците и кој е поводот. Кога им било кажано за трагичната поделба на Македонија во 1913 година, тие останале вчудени видени, бидејќи првпат слушнале за поделбата на поробена Македонија. Сите насобрани и старо и младо го завршиле протестот со едно големо македонско оро. Со полагање цвеќе на спомен обележието и армиски почести во касарната Илинден, денеска беше одбележена годишнината од загинувањето на бранителите на Љуботенски Бачила во 2001 година. Пред спомен обележието на осумината бранители се поклонија делегации на владата на Република Македонија, предводена од министерот за здравство Никола Тодоров, од кабинетот на председателот на Република Македонија. Потоа делегација од Министерството за одбрана, предводена од државниот секретар Сашо Стефановски, Сдруженијата на бранители Бедем од Гостивар и на Прилепските бранители, како и членови на семејствата и на местната заедница Љуботен. Со комеморативна свеченост, положување цвеќе и армиски почести, денеска почит на бранителите од село Волково и Модаде и општина Ѓорче Петров. Дел од Сдруженијата на бранителите најавуваат здружување. Безбедносната состојба е стабилна, МВР континуирано ја следи состојбата во земјава, тврди министерката Јанкуловска. Според Јанкуловска, МВР постапува внимателно, води сметка за безбедноста на територијата на целата држава и во оваа насока за евентуалните ризици и предизвици благовремено ги информира граѓаните. Националната безбедност, односно Управата за безбедност и контраразузнавање и безбедносните служби на Република Македонија се навистина во една извонредна кондиција и одлично ја извршуваат својата работа, ги следат сите состојби, ги следат сите појави во регионот и пошироко, внимателно постапуваме и водиме сметка за безбедноста на територијата на целата држава. Благовремено ги информираме граѓаните и во овој момент, како што и веќе информиравме, јас само можам да потврдам дека безбедносната состојба во Република Македонија е стабилна, а службите надлежни за државната безбедност ја работат својата работа. Нов случај на оштетено возило пријавил македонски државјанин кој престојувал во Грција, соопшти денеска Министерството за внатрешни работи. На граничниот премин Богородица вчера С.Ј. од Кавадарци, кој управувал патничко возило Мерцедес, пријавил дека во туристичкото место Неа Врасна со спреј му биле испрскани ознаките МК на двете таблички од возилото. Оштетувањето не го пријавил во грчката полиција. Според МВР, од вкупно евидентираните 43 оштетувања кои ги пријавиле македонските државјани, 32 се кражби на регистарски таблички, од кои во 24 случаи се украдени обете таблички.
Предничи туристичкото место Ханиоти, каде што досега се евидентирани 13 кражби, а потоа следува Неапори. Балкан Енерджи Груп ги купи акциите на Тето. Русија открила опасни бактерии во увозни производи. Следува економскиот блок. Српското министерство за земјоделство очекува набрзо да се реши трговскиот спор со Македонија, кој се случи поради мерката за ограничен увоз на пченица и брашно, што ја воведе македонската влада. Оттаму вела дека проблемот треба да се реши со помош на механизмите предвидени со ЦЕФТА договорите, но ако нема резултати, ќе ја разгледаат можноста за воведување на реципрочни мерки кон Македонија. Мерките кои ги воведе Македонија се однесуваат на сите земји, а не само на Србија, па така и контрамерките би можеле да се применат кон сите потписници на ЦЕФТА, а не само кон Македонија, објаснуваат од Српското министерство за земјоделство. Пред неколку дена Министерството за трговија на Србија предупреди дека ќе воведе контрамерки за македонските стратешки извозни производи, ако за 10 дена Македонија не ја укине мерката за условен увоз. Србија со нови најави за контрамерки. Загрозен ли е извозот на македонските стратешки производи? Извозот е загрозен на земја која има голем дефицит во размената на храна. Ние имаме околу 350 милиони во 2012 година дефицит во размената со храна со светот. Било која култура, било кое производство, било кој финален производ, ако се намали, ние губиме уште повеќе, односно се зголемува дефицитот. Така да воопшто е релевантно дали се стратешки, дали се обични култури, дали се обични производи, ние имаме проблеми. Ако дојде до тоа, да се надееме да не дојде до тоа блокирање. Кој ги крши ЦЕФТА правилата, Македонија или Србија? Кој прв почна? Македонија почна прва, Србија ако прифати, тоа е некаква војна. Мислим дека не е добро. Мислим дека Македонија греши, не се решаат прашањата на тој начин на меѓународниот пазар. Слободниот пазар може да функционира без условување. Ние сме со уставот гарантирале слободен пазар без административни ограничувања. Член сме на Светската трговска организација, обврска имаме да го поддржуваме слободниот пазар, а уште повеќе со ЦЕФТА, пристапувањето во ЦЕФТА сме должни со сите земји членски на ЦЕФТА, специфично со нив да имаме отворен слободен пазар без ограничување. Белград даде рок 10 дена, Скопје не прецизира. Кој тактизира во ситуацијата? Очигледно нашите тактизира да купат време да помине што повеќе, да се откупи повеќе пченица. Јас мислам дека тоа не е решението. Ние 150.000 тони пченица ќе увеземе секако. И да беше слободно и да не беше слободно. Има други софистицирани методи да го заштитиме пазарот. Тоа не е заштита која ви рушите меѓународни договори и обичаени пазарни сделки. Дали ограничениот увоз на пченица и на брашно е единствениот начин за заштита на домашното производство? Домашното производство се штити со повисока конкурентност. Има софистицирани методи со кои можеме. Јас ќе наведам само два примера. Ние малку произведуваме или воопшто не произведуваме дуру пченица, тоа е тврда пченица за тестенини и така натаму. Може да се каже увезуваме таква пченица. Потоа, ние имаме релативно послаб квалитет на пченица. Можеме да прогласиме, увезуваме сорти или квалитет кој ќе го дополнува нашиот слаб квалитет. Да речеме пченица, сорти, не знам со колку проценти протеини и така натаму. Можеме со тие софистицирани методи да се ограничи увозот, да увозуваме тоа вистина што ни е потребно и да не дојде до вакви ексцеси.
И денеска без вода за пиење останаа жителите на Скопско Сопиште. Четврти ден поред протестираат, блокирајќи го патот Сопиште Сонје. Бараат итна средба со представници од водовод. Обвинуваат дека некој им ја краде водата и нерационално ја користи за полевање на ниви и полнење на базени за разладување. Според градоначалникот на општината, екипи од водовод и канализација и инспектори од општината се веќе на терен и се лоцираат причините за прекинот со снабдување на вода. Балкан Енерджи Груп купи 9,2% од акциите на топлификацијата во Тето. Со тоа Синтез Груп, чија фирма е Балкан Енерджи, ја истиснува топлификација од Тето и го зголемува доминантниот капитал. Дополнителните 23 акции групацијата ги купи за близу 35.000 евра по акција или вкупно 800.000 евра. На берзанската аукција имаше само еден заинтересиран купувач. Промената на собственоста официјално треба да се направи следната недела, кога ќе се изврши и порамнувањето во Централниот регистар. Инаку пред неколку дена Топлификација поднесе тужба против Тето поради неплаќање на долгот и каматите врз основа на вложување од 22 милиони евра. Најновите истражувања на планината Огражден во Струмичко покажаа дека оваа планина крие поголеми количини бакар и злато отколку што се претпоставуваше. Таму веќе интензивно работи канадската компанија Euromax, која ќе отвора рудник. Последните проценки се дека таму лежат околу 60 тони злато и 394.000 тони бакар. Локалитетите Чукар и Јанови на планината Огражден кај селата Иловица и Штука Струмичко кријат далеку поголеми количества злато и бакар, каде канадската фирма Euromax планира да отвори рудник за овие минерали со површински ископ. Ова се најновите сознанија до кои дојдоа канаѓаните откако англиската консултантска куќа Тетратек направи дополнителни проценки на примероците од истражните дупчења на двата локалитета согласно методологијата и класификацијата на Канадскиот институт за рударство и металургија. Проценките се дека на овие два локалитети се кријат околу 184 милиони тони руда, што е за 20% повеќе од првичните сознанија објавени минатата година. Во тие ресурси содржините на бакар и злато изнесуваат 0,33 грама на тон злато и 0,21% бакар, со што после преработката би се добиле околу 60 тони злато и околу 394.000 тони бакар. Исто така, утврдени се и дополнителни 8,2 милиони тони сулфидна руда во категоријата навестени ресурси. Паралелно со истражувањата на потенцијалите на овој рудник, кој ќе биде еден од најголемите на Балканот, канаѓаните работат и на студиите со кои рудникот за бакар и злато на Тиловица и Штука ќе ги отстрани сите можни влијанија врз животната средина со примена на најмодерна технологија за техничка ефикасност. Инвестицијата на канадската Euromax ќе биде околу половина милиарда долари, која ќе вработи околу 400 лица. Руските санитарни институции открија опасни бактерии во неколку производи увезени од различни држави. Руската агенција за ветеринарство при испитувањата открила бактерии во два вида сирења и месо од Холандија. Салмонела е откриена во говедско и пилешко месо увезено од Бразил, риба и пилешко месо од Америка, пастрмка и школки од Чиле, урда од Белорусија и замрзната сланина од Полска. Ветеринарните институции од Русија откриле бактерии штетни по здравјето на луѓето и во дел од овчето месо увезено од Нов Зеланд. За ваквите наоди Русија веќе ги известила ветеринарните власти на Холандија, Бразил, Белорусија, Полска, САД и на Нов Зеланд. Удавени 6 имигранти кај Сицилија. Италијанската крајбрежна стража спаси 120. Беснеат пожарите во Лос Анџелес, неколку мина повредени и илјадници евакуирани. Следуваат вестите од светот. По минато неделното затворање и евакуација на американските амбасади и граѓани од Јемен и Северна Африка заради можност од терористички напади, Соединетите американски држави повторно ги отвораат амбасадите. Разузнавачки информации говорат дека безбедносните мерки се зајакнати и нема опасност од самоубиствени напади. Американскиот Стејт департмент соопшти дека неколкуте амбасади што беа затворени минатата недела поради закани од терористички напади, од утре повторно ќе бидат отворени.
Соединетите американски држави затворија 21 дипломатско представништво, повеќето во Северна Африка и на Блискиот Исток, по сознанијата дека Ал-Каеда подготвува напади. 2 представништва се веќе отворени, а другите 19 ќе работат почнувајќи од утрешниот ден. Представникот на Стејт Департментот Јен Псаки соопшти дека нема да бидат отворени единствено амбасадата во Јемен поради загриженост од можни закани и конзулатот во Лахоре, Пакистан. Ќе продолжиме да ги следиме заканите во Сана и Лахоре и дури потоа ќе донесеме одлука за повторно нивно отворање врз основа на добиените информации. Исто така ќе продолжиме да ги оценуваме информациите и врз нивна основа ќе превземеме чекори за најдобра заштита на безбедноста на нашите вработени, на американските граѓани и на посетителите. Соединетите американски држави на 4 овој месец ги затвори амбасадите и конзуларните представништва откако откриле мејлови на високи оперативци на Ал-Каеда во кои се разменувале информации за подготовка на терористички напади. Јемен е главно упориште на Ал-Каеда на Арапскиот полуостров и закана за самоубиствени напади врз странски представништва во регионот на Блискиот и Средниот Исток и во Северна Африка. Албанскиот премиер во заминување Сали Бериша, кој ќе биде највозрастниот пратеник во новиот законодавен дом, одбил да ја раководи конститутивната седница на парламентот закажана за почетокот на септември. Бериша, кој на денот на изборите рече дека ќе ги признае изборните резултати, подоцна се премисли и изјави дека не ги признава бидејќи се изманипулирани. Одбивањето да раководи со првата седница на парламентот било од причини што овој парламент според него бил создаден со пари од дрога. Пожарот источно од Лос Анџелес во Калифорнија, во кој 6 луѓе се повредени, се прошири во текот на ноќта и околу 2000 луѓе беа принудени да ги напуштат домовите. Пожарот зафати површина од 7200 хектари и за негово локализирање ангажирани се 1800 пожарникари. Меѓу повредените се 5 пожарникари. 8 хеликоптери учествуваат во гаснењето, а досега е запрено само 40% од огнената стихија. Причината за пожарот се уште не е утврдена. Над 56 полицајци се повредени во судирите со демонстрантите од редовите на британските лојалисти, кои се противат на намерата на католичките републиканци да организираат колона за одбележување на годишнината од изрекувањето казна затвор без судски процес на 9 август 1971 година. 5 од полицајците се хоспитализирани, повредени се и 20 демонстранти, а опожарени неколку автомобили. Полицијата употреби водени топови и гумени куршуми, откако врз нив било фрлано со тврди предмети. Италијанската полиција и крајбрежната стража открија 6 тела на илегални имигранти на плажа близу Катанија. Продолжува акцијата за спасување на 50 други имигранти кои пристигнале најверојатно од Сирија. Италијанските медиуми известуваат дека 6 жртви се луѓе кои не знаеле да пливаат и се удавиле, обидувајќи се да стигнат до копното, откако чамецот со кој што пловеле заринкал во песок на околу 20 метри од брегот. Властите ги префрлаат на копно останатите од рибарскиот чамец. Американскиот председател Барак Обама најави дека ќе побара реформа на програмата за разузнавачки надзор на интернет и телефонските комуникации, кои изминатите месеци предизвика бурна полемика во САД. Обама истакна дека ќе биде воспоставен поголем надзор над програмите на Националната безбедносна агенција и како еден пример наведе формирање на дворечна комисија, составена од поранешни разузнавачки лица, потоа представници на организации за заштита на човекови права, како и правници кои ќе следат детали од програмата. Австралиската политичарка Стефани Банистер целосно се посрамотила и го добила прекарот новата Сара Пејлин во интервјуто за телевизијата Channel 7. Банистер, која беше кандидатка на австралиските избори, се повлече откако изјави дека исламот е земја. Јас не се противам на исламот како земја, но чувствувам дека нивните закони не треба да се добре дојдени тука во Австралија, изјавила Банистер во интервјуто со репортерот Ерин Едвардс. Банистер исто така го помеша терминот харам, забранети, со Куранот и сугерираше дека евреите се поклонуваат на Исус Христос. Интервјуто кој се емитуваше на почетокот од оваа недела стана хит на социјалните медиуми. Таа беше во политиката само 48 часа.
Специјалисти од различни области ќе вршат прегледи во здравствените установи во градовите низ земјава. Од 1 септември стартува проектот Дисперзирана клиника. Ке се намали гужвата на скопските клиники, ке се добие во квалитет, тврди ресорниот министер за здравство Никола Тодоров. Проектот ке го чини буџетот 8 милиони денари. Конкурсот е отворен до среда, ке се покриваат патните трошоци и дневници. Доктори од Скопје и од Охрид ќе вршат прегледи низ градовите во земјава. Од 1 септември стартува проектот Дисперзирана клиника, со кој 190 специјалисти и субспецијалисти ќе циркулираат низ Македонија. Ресорниот министер Тодоров тврди дека со реализација на проектот ќе се подобри услугата, ќе се растеретат скопските здравствени центри. Од една страна, пациентите ќе добиваат здравствена услуга во своето место на живење и нема да бидат изложени на дополнителни трошоци. Исто така, бенефит од оваа мерка ќе имаат и здравствените работници, ќе предвиди дека на овој начин се прави сериозен трансфер на знаење од центарот на знаењето во медицината, тоа е клиниката или терцијарното здравство, кон сите други здравствени установи во Македонија. Граѓаните ќе можат да ги закажат прегледите телефонски, а во моментов се пополнува календарот за прегледи од септември до декември. Овие доктори ќе можат максимум 2 дена месечно да даваат здравствени услуги во болниците низ другите градови, со цел сепак да се испочитуваат и обврските кои што ги имаат кон нивната матична установа. На годишно ниво, од буџетот ќе се одделуваат до 8 милиони денари, пари од кои ќе се покријат патните трошоци и дневниците за докторите. Во Кавадарци противпожарната служба вчера интервенирала во 4 одделни случаи. Дежурните екипи гаснеле пожар близу спомен костурницата во Кавадарци, реагирале поради запалено електрично сандаче во селото Марена и запален контейнер во центарот на градот. Најголем бил пожарот што избувна синоќа кај Брушанското мало. Поради непристапноста на теренот, пожарот го гаснеле со вода, влечејќи ги цревата од противпожарните возила, но и со противпожарни метли. Уништени неколку фасади, откорнати дрвја и неколку оштетени возила, тоа е епилогот од денешното невреме, проследено со силен ветер од променлив правец и обилни врнежи од дожд, кои повремено преминуваа во град, при што морало да се интервенира и со градобени ракети, информираат од Управата за хидрометеоролошки работи. Невремето ќе се задржи во текот на утрешниот ден, стабилизација синоптичарите најавуваат од вторник. Невреме, денеска во попладневните часови се должи на влијанието на влажна и нестабилна воздушна маса од северозапад, која ги зафати западните и северните делови од земјава, и во овие делови беше променливо и нестабилно облачно со локален пороен дожд, грмежи и засилен до силен ветер. Во северните делови, поточно Скопската котлина, во моментов е зафатена од силно невреме со силен пороен дожд, грмежи и силен ветер, кој на моменти достигнува брзина од околу 70 км на час. Од силно невреме беа зафатени и Кумановската општина, како и општината Свети Николе. Во Куманово е регистрирана и појава на ситен град. До крајот на денот ќе се задржи променливо и нестабилно облачно време со локален пороен дожд, грмежи и засилен ветер. Локално се очекува да има и поинтензивни процеси во форма на невреме со силен пороен дожд, електрични празнења и појава на град. Во понеделник во попладневните часови ќе има изолирана нестабилност со пороен дожд и грмежи. А веќе вторник и среда ќе имаме сончево со умерена облачност и потопло време. А еве како изгледаше главниот град по денешното невреме. И пред самиот крај на дневникот една несекојдневна приказна од Кочани.
Едно малолетно девојче вчера го крена градот на нозе, откако една недела не добило помош од надлежните. Решила самата да влезе во шахтата и да спаси едно маче. Несекојдневен хуман гест направи 13-годишната Кети Зашева од Кочани, извлекувајќи маче заглавено во шахта. Цела недела од надлежните барала да го спасат безпомошното животно, па дури им оставила и порака во која ги моли за помош. Не добила потврден одговор, имало и дрско однесување од нивна страна, па решила сама да се впушти во спасувачка акција. Бев во полицијата, ама не се преозема ништо. Пожарната викавме, па не знам, имаше некои луѓе там и никој не презема работа и вчера спаднав и го зедев. Се стресе и прв пат кога го зедовме, па го донесовме дома, не сакаше ништо јаде, го избањавме, имаше крв на секаде околу вратот и но ние го избањавме и сега е жив. Ако не го зедов вечер, мислам дека ќе умреше веќе. За жал, ретки се луѓето како неа подготвени да помогнат, ризикувајќи го сопствениот живот. Некои уопште како да немаат срце за овие мали животни. Јас мислам дека треба да бидете повеќе хумани, да помогнете на сите. И јас мислам дека луѓето на вистина немаат чувство за овие мали животни, а на нив им треба многу помош. Малата Кети вели дека животот го цени подеднакво, а особено е чувствителна кога станува збор за животните. За неа, хуманоста е начин да се биде среќен. Спасувањето на малото маче и подари голема среќа. Работнички Македонија Ѓорче Петров за отворање на второто коло во домашната фудбалска прва лига. Почна светското атлетско првенство во Москва. Единствениот македонец Ристе Пандев елиминиран во предквалификациите. Нова мега пресметка на великаните на тенисот. Џоковиќ Надал во полуфиналето на Роџерс купот. Од утре нов турнус тренинзи во подготвителниот период за кошаркарската репрезентација пред настапот на Еврошампионатот во Словенија. Првиот дневник на 24 вести заврши. Ви посакувам пријатно саботно поплат.